2500 заштитни маски, 100 скафандери и заштитни очила. Донација за општина Делчево пристигна од фондацијата Бугарско сеќавање. Така да ова донација е реализирана во соработка со нашата амбасада во Софија, со Дирекцијата за заштита и спасување и со Црвениот крст на нашата држава. Во услови на пандемија и на светска криза се познаваат пријателите од кои што еден е и нашиот пријател доктор Милен Врабевски, кој што се грижи и дава несебична подршка за заштита на граѓаните на нашата општина. Донацијата пристигна само еден ден откако во Делчево е регистриран првиот случај на коронапозитивен пациент кој со вирусот се инфицирал во болница во Скопје, каде и сега се наоѓа. Контакти со нашиот град немал, освен со семејството кое што било на кратко да го посети. Знаете дека сега посетите се ограничени, меѓутоа и покрај тоа што семејството кратко било во контакт со својот роднина, со нашиот сограѓанин, со нашиот пациент, ние преземавме сите мерки, веќе и изготвили се решенија за карантин на семејството и само вчера се самоизолира. Во меѓувреме, Пехчево ги зајакна безбедносните мерки по регистрираниот втор случај на коронапозитивен пациент, а во очи на првомајскиот продолжен викенд. Собствениците на објекти наменети за комерцијално сместување на туристи да се воздржат од комерцијално издавање на просторот и да се почитуваат мерките и препораките на владата за време на продолжениот викенд. Информираат од општинскиот кризен штаб. Статистиката на Институтот за јавно здравје денес нема регистрирано случај на инфициран жител од општините на Истокот, а како оздравени се заведени двајца пациенти, по еден во Штип и Проби Штип. Во текот на изминатото деноноќие, на ниво на СВР Штип, 4 лица не ја почитувале забраната за движење, при што истите се приведени. Исто така, според статистичките податоци за изминатото деноноќие, на 5 лица им се издадени решенија за изолација, а 3 лица потпишале изјави за самоизолација. Од утре и во наредните 3 дена, полицискиот час ќе започнува од 14 часот и ќе трае до 5 часот наредниот ден.